Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп денеска го одбележа Меѓународниот ден без автомобили 22 септември. Нова цена на евродизелот. По пауза од 18 години, фудбалот се враќа на стадионот во Житоше. Од Прилепскиот спортски викенд, победа поразена 8-1, ракометниот клуб Прилеп со 5 гола разлика 35-30 на гостувањето во Скопје. Времето денеска сончево и топло со температура до 28 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Ден без автомобили 22 септември. Прилеп го одбележа со низ за активности во кои беа вклучени децата. Промовирајќи здрав начин на живот, еколошки чист превоз и одржлива иднина на Прилеп, Прилеп се вклучи во одбележувањето на Денот без автомобили 22 септември. На Денот без автомобили, Централната градска сообраќајница булеварот Гоце Делчев од 7 до 15 часот беше непрооден за автомобили. На тој дел се одржаа низа спортско-рекреативни и едукативни активности за ученици, деца од градинки и спортски клубови. Нова цена на евродизелот. Дизелот поскапува за половина денар по литар, но затоа останатите горива остануваа со непроменета цена. Од утре во малопродажбата евродизелот ќе чини 69,50 денари по литар. По пауза од 18 години, фудбалот се враќа на стадионот во Житоше. Денеска наши гости во спортски журнал. Според лигата знаеме дека е многу низок ранг, ама да подсетим дека тука се и Корзо и Прилеп Сити, тие се екипи со реноме и со мала историја и Пролетер. Но се надеваме нашиот клуб располага со млади играчи, не да викаме како слаба лига дека ќе има играчи што се многу возрастни, кај нас се сите скоро играчи млади и се талентирани и се надеваме дека без многу пошкоти ќе помине овој ранг и ќе бидеме прв и ќе се пласираме во А лига, општинскиот дел што Прилеп. Од Прилепскиот спорт викендов победа поразена со 8-1, а ракометниот клуб Прилеп изгуби 35-30 на гостувањата во Скопје. Во петтото коло на втората лига, победа изгуби од Скопје со 8-1. Иако домашните од 18-тата минута играа со играш помалку, тимот на победа не успеа ниту да победи, ниту да го зачува нерешениот резултат 1-1 кој го имаше до тогаш. Наредното коло, победа игра дома со фудбалскиот клуб Големо Коњари. Ракометарите на Прилепак изгубија од ракометарите на Бутел на гостувањето во Скопје со 35-30, на полувреме 18-12. Во составот на Прилеп се истакна Шабановиќ со 9 постигнати голови и Квастек со 6 погодоци. Во наредното коло Прилеп ќе игра на домашен терен со Пролет. Есента пристигна еден ден порано оваа година. Наместо на 23 септември, календарот го означи 22 септември како почеток на новата есен.
Причина за ова не е промената на времето или нова одлука на метеоролозите, туку нешто сосема друго. Есенската рамноденица, научно позната како рамноденица, го означува моментот кога патеката на сонцето го преминува небесниот екватор. Во тоа време денот и ноќта се речиси со иста должина низ целиот свет. Сепак, овој момент не се случува секогаш во исто време секоја година, па дури ни на ист датум. Затоа датумот на есенската рамноденица се менува. Во повеќето години таа паѓа на 22 или 23 септември, но по исклучок може да падне и на 21 септември. Оваа година моментот на рамноденицата се случи утрово, на 22 септември, што значи дека есента официјално започна на северната хемисфера во ова време. Временска прогноза. Времето денеска наутро ведро и посвежо, а преку денот сончево и топло. Дубавше слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура во Прилеп изнесуваше од 5 до 13 степени, а максималната достигна до 28 степени. Според најавата од Управата за хидрометеоролошки работи, утре и в среда ќе се задржи претежно сончево и топло време за овој период од годината. Од четврток ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Дневната температура ќе биде во опаѓање. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.